Ретка болест на нервните завршетоци е констатирана кај 30 пациенти со потекло од истокот на државата. Болеста се појавува кај мажи и жени над 50 годишна возраст, а симптомите се оток на рацете, нефункционалност на екстремитетите до целосна парализа. И зафаќа нервните завршетоци, значи амилоидот после одредена возраст веќе не се раствора во телото, се запушува нервниот систем, и така да веќе пациентите имат големи проблеми во самото движење, болки во раце, во нозе, трпнење, почнува со трпнење на прсти, на раце и на нозе. Зафаќа и дел од гастролагниот трак, меѓутоа тоа е веќе на крајот на животот, веќе го зафаќа и значи пациентите, углавном сите пациенти починуват на 60-65 години максимум. Пациентите умираат пред се поради ненавремено откривање на болеста. Се лекува со помош на таблети и инфузија, но проблем за пациентите од истокот е што мора да патуваат до Скопје за терапија, а терапијата ја нема постојано. Проблемот со инфузиската терапија која се прима на 21 ден, имаме 5 пациенти кои се Делчево и од Виница. И сега моментално баш деновиве терапијата не е пристигната, така да и одложена терапијата за оваа недела, па ќе видиме другата недела дали ќе пристигне. Сдруженијето за ретки болести постои од 2017 година. Болеста ја има и кај пациенти во Бугарија, каде е откриена порано во 2013 година, а ја има и во Шведска и Португалија. За Сител, Трајан Ристовски.